почитувана представничке од Државната комисија за спречување на корупцијата, за почеток морам да го кажам мојот впечаток, еве нека суди и јавноста од она што во моментов го гледа. Вие како и сама да си одбравте страна, иако не убедувате дека сте неутрални и дека се борите против корупцијата, мојот впечаток е се увате за реплика само на пратениците од опозицијата, а воопшто не ги перцепирате и не му се увате за реплика или не зборувате ништо, не укажувате ништо за репликите на пратениците од власт. Дали тоа значи дека комплетно се согласувате и имате заземено иста страна, односно ги застапувате нивните интереси? Она што ќе се сложам со вас, од она што го кажувавте, дека тоа го зборував и на седницата, на кога се утврдуваше, се гласаше националната стратегија за борба против корупција, дека треба зголемување на надлежностите на оваа комисија. И тоа ми се поклопува со вашите зборови дека немате механизми за постапување и вие работите само колку да ја запознаете македонската јавност. Значи дека вие сте одлично платени некој медиум што на некој начин ќе запознавате македонската јавност, но селективно. Зошто го велам тоа? Бидејќи она што можев да го слушнам од вашето излагање е дека 66 предмети на функционери кои вработиле своји блиски лица, тоа е апсолутно непотизам, со наменски промени на систематизација. Тоа се случувало од 2008, не пропуштивте да кажете, па до ден денес. Само да ве подсетам, почитувана господјо, дека во 2008-2009 сме биле на 63-то место за борба против корупција, во перцепција на корупција на листата на Transparency International. Оваа година сме на најниско место рангирани, 111-то место. И јас добивам впечаток дека колку повеќе се борите вие, ваквите експерти, колку подобри услови имате и подобро сте платени, толку повеќе тонеме на листата на Transparency International. Зошто? Затоа што за вашите плати, за да дојдете на тие места, сте поставени од власта и ги штитите интересите на власта. Во националната стратегија имате добро кажано кои се ризиците за корупција. Тука е политичката мој основна работа. Ќе ви кажам еден пример, два примери. Љупчо Николовски и Зоран Заев. Едниот е министер за борба против корупција во владата на Република Македонија, кој доставува и секретар на Социјалдемократскиот сојуз, кој доставува партиски списоци за вработување до институциите и ги врши тие вработувања, а другиот е премиер и председател на телото за реформи во судството, кое вие никаде во вашиот извештај не сте го спомнале како врв на користење на политичката моќ во корупцијата. Благодарам. Е, со ваква борба в година 111 место да се молиме, ако можеме да го задржиме. Ви благодарам.